Жените се движење, жените се ритам. Секоја од нас има своја посебна енергија, моќ, причина за постоење и делување. Јас сум Живкица Каленикова, добро дојдовте во втората сезона на Женски ритам. Се радувам што сум дел од овој подкаст во кој Дејем отворија исклучително важни теми кои се дел од нашето секојдневие, а за кои искрено и малку се зборува. Тоа се менталното, социјалното, физичкото и менструалното здравје. Ви подготвивме одлични 6 епизоди во кои ќе гостуваат 12 исто одлични гости, кои на наше задоволство ни се приклучија да ги актуализираме оние најважни прашања, но секако и да ги слушнеме нивните животни искуства на одредени теми. Зашто сметам дека е важно да знаеме дека не сме сами и се разбира дека не е ништо ниту срамно, ниту сме помалку вредни ако сме во одреден период од животот исправени пред предизвик со кој треба да се соочиме. Подкастот е организиран од Дејем, кој како интернационална компанија се грижат секогаш за сеопфатното здравје, ставајќи акцент секако на женското здравје. Кога телото зборува, ја слуша. Колку вистина знаеме да си го слушнеме телото, колку му обрнуваме внимание, колку сме заложници само на тоа да одговориме на очекувањата од средината за тоа каков е нашиот надворешен изглед, но дали забораваме и на внатрешниот, иако исклучително важно е како се грижиме за нашето тело. Сосема соодветни ми се денешните соговорници. Велам добре дојдовте во студиото и еве чест да се отвори оваа сезона и овој подкаст со елоквентни гости кога оваа тема е во прашање. Лела Рамковска, веќе докажан йога инструктор кај нас, собственичка на Клуб 8, кој се бави со йога и пилатес, инфлуенсерка, посветена мајка, многу обврски за сето тоа што значи да се грижи човек за своето здравје, а при тоа да се делат совети и несебично да се помага и на другите. Ќе зборуваме во оваа епизода. Следен гостин не помалку важен денес во епизодата и Даниел Трбогазов, веќе магистар по кинезиологија, но во моментов и докторант на факултетот за физичко образование кај нас. Се разбира некој кој вложува во сопствениот изглед, во сопственото здравје, но несебично и ти ги споделуваш своето знаење и искуство во мој тренер, нешто што го основаш и се разбира си персонален тренер на оние на кои тоа им треба. Колку ни треба грижа за сопственото здравје и надворешниот изглед? Што значи вистина да се грижи еден човек за сопственото тело? Лела? Пред се грижата доаѓа од внатре. Потоа е оној вториот сегмент физички изглед или како се чувствуваме од надвор. Нема збор колку е важно, затоа што знаеме дека сите сме биле таму, јас сум била таму кога сум се запоставувала и кога сум мислела додека сум млада, не знам, на 20 некоја година, дека ништо нема да ми биде. Грижата секогаш била првенствено на другите, последно била за мене. Или можеби ја немало се додека мораше тоа да се случи, затоа што телото се алармира, се појавуваат разни проблеми физички, меѓутоа се тоа доаѓа од внатре. Така да прво грижа внатрешно. Не знам дали сега тоа многу има што да се разговара каква е таа грижа внатрешна и како може тоа да се прави. И автоматско си доаѓа и добриот изглед и доброто чувство во телото. Телото факт е дека ни се менува низ години. Тебе сега од перспектива на веќе 46 полни години, иако исто сум го занемарувала, можеби моментот или можеби не сме ни растеле со некоја посериозна едукација која ни наложувала да сме свесни за сопственото тело, промените кои низ годините ќе ги доживува и сме некако заробеници се уште нели на само мислењето на останатите или барањето на некоја совршена форма на нашето тело која ни диктираат социјалните медиуми и како информација кои ни доаѓаат во секојдневниот живот. Растеше ли информација за тоа дека ќе имаш промени, дека твоето тело ќе доживува промени, за тоа што треба и како да се грижиш за сопственото тело? Не, воопшто не сум растела, не сум знаела дека некош ќе имам 40. Не сум го очекувала тоа. Секогаш сум мислела дека тоа е нешто далеку. Многу пријателки, блиски, не блиски, подалечни, сите околу 40 години тука што се за тоа зборуваат. Се правам како што треба, меѓутоа веќе не ми реагира телото како порано. Ние жените во текот на само еден месец се менуваме по неколку пати. Да. Поради хормоните не е по годините. Јас после 35-та година приметив дека веќе тие неколку килограми едноставно нема да си отидат. Потешко се даваат, исхраната треба да се промени.
Треба некои работи се променат, треба поголемо знаење за исхраната, за физичката активност, дури не е иста таа што ти одговарала на 20 до 30 години, тоа што ќе ти одговара на 40 години, затоа што ако тогаш ти одговарало нешто на 20 години, сега може да ти прави некаква инфламација. Тоа лично јас се занимавам неколку години со тоа. Инфламација, повеќе потекување, повеќе стрес на телото, отколку оние резултати што сакаме да ги постигнеме. И баш овие 2 години имам променето многу. Прво во себе и во тоа што сум го дали онлайн или со физичко присуство им го покажувам и ги учам другите. Ја сега реков како некој кој вистина и може и стручно да зборува за тоа што е вистина грижа за физичкото здравје, овде пред се зборуваме. Некако моментот ако се вратиме назад и да сме биле и деца и нели сме го имале предметот физичко образование во училиштата, не беше некој предмет на кој ни беше ставено до знаење, нели дека треба да обрнеме посебно внимание. Предмет како за рекреација, да се подистрчаме, да нели го имаме во распоредот предметот, но не некој со некој сериозен пристап дека вистина тоа во животот и тоа како ни е важен предмет за таа грижа за нашето тело. Така, јас како кинезиолог би рекол дека здравјето не можеме да го гледаме парцијално како физичко или ментално здравје. Би рекол дека треба да имаме малку поголем холистички пристап. Да, во ред е да го започнеме патувањето низ текот на животот, како од прво делење да се сретнеме со предметот физичко, каде што постепено учиме и усвојуваме знаење и физички квалитети, но многу брзо, како што рече Лела, ќе се свестиме дека имаме над 40 годишна возраст. Нашето општество можеби и не е многу упатено да имаме некој висок квалитет на едукација, каде што буквално низ текот на нашиот живот искусуваме многу грешки на сопствена кожа и учиме многу повеќе од сопственото здравје неголи од она што би требало да го знаеме. Физичкото здравје никој пат не го делам од менталното здравје, затоа што кога ќе дојдеме на тренинг, директно или индиректно влијаеме и на нашето ментално здравје. Искрено и доколку имаме лошо ментално здравје, ние директно или индиректно влијаеме на физичкото здравје. Она што е дефиниција здравје е одржување на нашето тело во некоја благосостојба. Најчесто сакаме да кажеме физичкото здравје, менталното здравје, социјалното здравје и ред други сегменти и гледање на здравјето. Јас велам здравјето е како една блага, лесна насмевка. Да не се задолбочуваме во филозофиите што е тоа здравје, затоа што ќе зборуваме и ќе се заглавуваме во многу различни методологии. Едноставно е продолжете да учите, да растете и да се чувствувате удобно во сопствената кожа. Кога може би се почувствувала дека не ти е удобно во сопствената кожа? Рече дека едноставно не си имала фокус на себе, на својот надворешен изглед, па веројатно нели на твоето ментално здравје, сакајќи да угодиш, претпоставувам, нели да бидеш тука за сите, но најмалку за себе. Мислам дека тоа е класика кај жената, едно дете, друго дете. Јас секогаш сум била физички активна, меѓутоа во тие неколку години не. Прво не се чувствував ниту силна, ниту флексибилна за да можам нешто да правам. Сум правела нешто, па ќе оставам, значи сите она што го правам, ќе се сфорсирам. Сега денес ќе вежбам, утре оваа недела ќе ослабам, сега за месец дена толку некои високи цели, се преморуваш психофизички од тоа гледање на кратки стази и потоа прекинуваш. И си играш цело време она јојо и ефектите одат па имаш па немаш и тоа е страшно. Затоа секогаш викам клучниот збор е конзистентност. Што и да правиш, помалце да го правиш, меѓутоа редовно и не да биде тоа мачење, не да биде тоа како подказна, не да биде тоа казнување на своето тело, туку не. Значи, грижата е нешто што треба секој да го прави, треба да си го сака телото. Кога си го сакаш телото, кога си сакаш себе си, тогаш му го даваш оно што му треба, а не изфорсирано. Значи, тоа беше негде кај 29 години, кога стварно бев надвор од форма и сите тие проблеми, се дозволив и сите тие обврски околу децата и проблеми, се дозволив тоа да ме стави на апсолутно последен план.
Меѓутоа тоа не ме направи поздрава, не ме направи да имам повеќе енергија, него тоа што фалеше, таа физичка активност, таа грижа на себе преку исхрана и преку се тоа, се резултира со губење на здравјето. И тогаш беше тој клучен момент кога реков дека мора нешто да се... Факт е дека немаме слух. А можеби, еве, вашите размислувања ќе ги кажете, немаме ниту можеби култура на некое повисоко ниво, како општество, кога физичкото здравје, физичката култура не на некое, да речеме, завидно ниво. Можеби се менува и со годиниве вистина променета. Со социјалните мрежи, тоа е позитивната страна на социјалните мрежи. Позитивната за тоа, да. Короната, за жал, исто тоа, од тогаш се случи, мислам дека некој баш онака свич, каде што многу повеќе луѓе се препуштаат на нешто, бараат што им одговара. Заради вистинска желба и потреба или заради помодарство? Никој пат не го спорам помодарството, секој пат и не можеме да ги игнорираме и трендовите. Да. Трендовите не секогаш оставаат и позитивни отпечатоци во нашето општество, но сепак не можеме да ги игнорираме, треба и да ги прифатиме како такви, иако еве во моментов е можеби помодарство isforsirano едно прашање, тоа е менталното здравје, циклично го слушаме секојдневно, но верувам дека многу малце се зборува од стручен аспект на менталното здравје. Но сепак тоа е друга тема што ќе оставиме, нели, за... Не, слободно можеме менталното и рековме, менталното и физичкото се во една многу тесна релација. Да, добро кажувам, тоа е заедно, ништо не е оди посебно. Некако тешко е да се одвои, вистина. Вака сега ќе направиме една ретроспектива првично, каде што нели првично сме деца, влегуваме, зрееме, растеме, па на крајот денот старееме. Јас како машко би рекол дека ние мажите имаме ритам, вие жените имате циклус. Циклусот, за разлика од машкото здравје, овдека веќе можеме да направиме малце еден сплит, парцијално гледање повеќе на женското здравје, каде што жената, како што напомена Лела, во текот на месецот е буквално како една месечина, ги покажува сите 4 страни, каде што не можеме да ги игнорираме и ние како мажи можеме да ги прифатиме како такви, како постоечки, за да го поддржиме нели менталното и физичкото здравје на женскиот пол. И да си олесниме. И да си олесниме, да, воедно. Но сепак треба да бидеме свесни зошто се случуваат тие циклуси, затоа сепак ја велам дека ние сме еден хормонски вир во кој што пливаме во текот на денот и во текот на целиот живот. Парцијално гледано на дневна, на месечна и на годишна основа. Ние чекориме, односно жената чекори во тој месецен циклус на истекот на својот живот до самото старење и стрекнување на менопаузата. Во оној месечен циклус многу се битни оние 3 дена пред мензис и 3 дена по мензис, таа недела да имаме намален интензитет на тренинзи, без разлика во која доба се наоѓаме, да го намалиме интензитетот доколку креваме тегови, тоа не значи дека не смееме да правиме во тој период чучњеви, но нека биде со лесни килажи или без килажа, можеме да си продолжиме во дисциплината што ја работиме, но со намален интензитет. Тие периоди ни прија многу повеќе флексибилност, затоа што самото тело е изразено на поголема внатрешна температура, и како поише влие и жената може да направи поголеми достигнувања во тој временски период. Кога ќе дојде следниот циклус, после 3-4 ден, тогаш почнува покачувањето на ниво на естероген во самиот организам, каде што силата природно се зголемува и можеме нормално да продолжиме со сите тренажни процеси, било која физичка активност, дали пливаме, дали планинариме, пешачиме, возиме велосипед, се бавиме со јога или фитнес, можеме слободно да почнеме веќе да си го зголемуваме интензитетот. Многу е едноставно да го кажеме, не е лесно, понатаму во оној И за бременоста има дали е мит или не, треба или не треба да се вежба, колку треба да се вежби, што освен ако нема, нели се разбира. Не треба да правиме екстремни промени, доколку си бил физички активен пред самата бременост, во периодот на својата бременост ќе си ја продолжиш својата
својата физичка активност и ќе се советуваш редовно со лекарот за твојата бременност, односно со својот гинеколог, ќе ти каже во која фаза ти треба да го намалиш интензитетот, треба да го зголемиш. Но од друга страна, доколку си атлета и го правиш тоа, тебе нема да ти смета и во 9-ти месец да го вежбаш, можеби ќе ти смета од 3-ти до 4-ти месец, кога тоа е витално многу битно за плодот да се задржи и да продолжи да расте, нели? Тогаш се намалува интензитетот и сме изложени на редовни скрининзи и следење на состојбата. Во бременоста треба да има физичка активност, треба да има стабилна, сигурна физичка активност, да се избегнуваат контактните спортови, затоа што сепак паѓање, удири, скокови треба да бидат намален интензитет, но не значи дека и понатаму телото е буквално исто, иако доживува некоја, да не речем, метаморфоза, каде што се менува со цел да се репродуцира, да го даде плодот, треба да продолжиме ние во таа фаза да се грижиме за нашето тело. Доколку го занемариме физичкото движење, се среќаваме со болки во ребетниот столб, најчесто после 4-5 месец, каде што карлицата почнува природно да се шири, доколку мускулатурата е слаба, и те како се јавуваат ужасни болки во рбетот. И велат, нели, клучот е во балансот, но за да се најде тој баланс во животот, треба веројатно многу работа. Го спомена и својот пример дека, нели, таа негрижа за себе или немање фокус на себе, значило можеби потешко доаѓање до моментот да се влезе во некој ритам на посветеност за себе, затоа што на крајот од денот ниту е страшно, ниту некому нешто одземаме, или скратуваме дел на членовите од нашето семејство, ниту на нашите пријатели. Ако кажеме, јас почнувам да се грижам за себе, тоа 1 час, 2 часа во текот на денот се мои, јас ќе ги изменаџирам на начин на кој што јас сметам дека мене ми се важни. И тука имаме можеби некоја одговорност која ни се наметнува низ годините, заради која можеби се скратуваме од правото да се грижиме за себе и своето тело. Си го почувствувала тоа како жена од која се чекува да биде совршена мајка, пријателка, сопруга? Пред се сум во цела оваа работа волку веќе долго, значи се уште учам јас. Тоа не престанува да учам и преку себе и преку жените со кои што имам контакт. Меѓутоа веќе сум свесна дека ова што го правам е и еден од најважниот пример што можам да го дадам на своите деца. Затоа што за мене, искрено, сега тука може ќе имат различни мислења, окей, важно е школото, важно е учењето, важно е се, меѓутоа за мене, како мајка, е најважна дисциплината која што се стекнува со некој спорт. Значи, за тоа најмногу сум се трудела конкретно со ќерка ми, затоа што не била баш така, не сакала баш нешто да вежба и еве на разни начини конечно ја натерав и ја промени. Значи, на вистина, дали е тимско спорт, дали што и да е, додека син ми подолго време, од 6 години си тренира со него, немам проблем. Прво тоа, од деца. Не, бидејќи ние како тренери, јас тоа се фатив некако на момент дека константно се обраќаме на возрастни луѓе, веќе изградени личности. Ние може да делуваме да полесно да можат да одберат што е за нив, да ги едуцираме, нели. Меѓутоа ако некој не сака, значи ти има шанси да го убедиш изграден човек дека треба да вежба. Значи, ако он одлучил дека нема да се грижи за своето здравје, нема да се грижи за своето здравје. И помагаме во мотивација. Меѓутоа, кај детето апсолутно од таа помала возраст може да делуваме, да им го промениме животот со тоа што ќе почнат од мали, да не им биде потоа тешко во наредните години да ја наоѓаат таа допрва дисциплина или мотивација. Инаку не знам што беше прашањето, јас почнав за децата си зборувам. Не, па тоа е добро. Ние прашавме за дисциплината, односно беше дисциплината делото на што може да се каже во ова. Да, дефинитивно најважна е дисциплината, меѓутоа е важно посветеноста, односно грижата за себе, чувството на вина кај тебе. Вина, ако одвоиш време за себе, вината се прави повторно, вината самите на себе си ја правиме затоа што си поставуваме нереални и преголеми цели. Од тоа доаѓа. Значи, окей, ние сме тренери, нас ни е работа да
да бидеме физички активни секој ден, да учиме за тоа, да бидеме во форма. Меѓутоа на обичниот човек кој што не му е работа, тој кој што има милион обврски во текот на денот, не можеме го поставуваме истите цели кои што ги применуваме на себе. Значи треба да биде тоа избалансирано за некој поединец, специфично за него да се направи, да биде пристапот. Меѓутоа, пак да се тргнат тие преголеми очекувања за себе. И па тие преголеми можеби очекувања доаѓаат и од токму тие социјални медиуми кои ни се навлезени во секоја пора од нашето живење, присутни се, не следат секаде. Тоа е бизнис. И тоа да, меѓутоа таму се толку многу нели се прокламираат тие совршени форми и изгледи на мажи и жени, кои се веројатно 80%, ако не повеќе, еве како тренери, стручни лица ќе кажете, невозможни можеби да се постигнат во реалност, во смисла да, јас ако се насочам и ако се фокусирам дека секој ден ќе тренирам и тоа до условно речено изнемоштеност и ќе се фокусирам на вистина да направам и изградам такво тело, веројатно можеби ќе дојдам до тој резултат ако само тоа ми е фокус. Но зборуваме за реална слика на луѓе кои се со многу обврски, работни обврски, семејство, особено жените, нели, бидејќи го чувствувам тоа како и разочарување кај жените. И тоа нели тука може и за поимот body positivity нели да зборуваме, затоа што се наметнуваат велат нереални слики. Можеби ние по генетика изгледаме поскладно и сме нели така изградени, полесно можеби ми е да влезам во форма. Пријателки кои нели имаат проблем и брзо се разочаруваат, се фрустрираат и од друга страна нели велат не знам никому да верувам ни до која информација да ја земам дека е точна. Одлично што го спомна терминот body positivity. Терминот body positivity ипак е за поздрав, првичната идеологија која што за цел има да ги охрабри луѓето да го изгубат срамот за себе, да се намали онаа форма на булинг спрема луѓето кои што нели изгледаат малку поинакво, но сепак трендовите, биолошката информираност и социјалните конструкции се неколку различни сегменти. Индустриите во текот на времето преку социјалните медиуми ги зимаат термините body positivity, ја велам и многу луѓе го зимаат како личен изговор body positivity, што би било ако некој нели има ниски стандарди и квалитети и се завие во форма на body positivity, тогаш обратното нешто е мојот животен стил е body negativity. Имаме судир на интереси каде што нема ништо лошо биолошки гледано, сите сме различни, сите имаме различна генетика и различни предиспозиции и можности. Од тој аспект да, дефинитивно body positivity треба да го прифатиме низ таа призма да го гледаме, но доколку се злоупотребува и се користи за изговор, јас сум тој и таков сум, гојазен сум, прифатете ме, треба да знаеме дека се соочуваме со собствените лични ниски стандарди и не го искористуваме нашиот максимален потенцијал во животот. Но тоа веројатно е момент кога ќе вие претпоставувам сте стигнале во таа фаза животна, кога вистина ќе минеме еден процес и ќе знаеме, ќе си го знаеме односот, веќе имаме релација со сопственото тело, со сопствениот ум. Тоа е односно тоа е процес на кој треба работа за да стигнеме до тој момент да точно јас ја имам комуникацијата и точно знам кога моето тело ќе ми рече стоп, да го почувствувам и да речам не, без оглед дали ќе ме форсирате на ваков или онаков тренинг, дека не биди сега слаба, сега дај сила, дај напор за да, нели, има и можеби такви моменти, но некогаш вистина телото ги дава сите аларми и ви вели треба можеби да одмориш малку. Влегувањето во тој процес јас го нарекувам зрелост. Така да за да си го научиш собственото тело, собствените емоции, собствената цел во животот, И ритам ритамот да си го научиш, нели, тоа се вика зрелост, затоа што сите ние растеме и зрееме во текот на нашиот живот. Кога се постигнуваат, со што се постигнува таа зрелост, како си ја постигнати? Не знам во кој момент, меѓутоа, можам да кажам, пак поради тоа долго време, конзистентно работење на себе, и не е тоа само јогата, добро, јас сум јога, меѓутоа јас си вежбам периодично и имам физичка активност, тоа што мене ми пружа задоволство и што ми е убаво и што ме релаксира и што ме прави после тренингот да се чувствувам добро. Ако после тренинг вие се чувствувате никакво, онака без врска, значи дека треба нешто да промените. Уште поизнемоштено. Да, уште поизнемоштено и така натака треба нешто да промените.
Постепено се гради таа зрелост. Мислам, навистина постепено. Јас не подлегнувам на трендовите, иако и мене ми е важно, нели сите си имаме некои критични делови на телото и сега некојаш ќе ми засмета, па ајде како сега да го решам тој проблем, па ќе гледам разни работи, па ќе не знам, ќе се советувам, ќе пробувам да го решам. Меѓутоа тоа е најмал дел. Кога пак сакам да се навратам на боди позитивите, мене тоа не значи дека физички не треба да се активни тие кои што се боди позитивни. Да го прифатиле своето тело, да. Јас си ги знам маните, вежбам и не ми е перфектна фигурата и сум окей со тоа. Тоа е боди позитивите, а не да лежи затоа што мене не може апсолутно никој да ме убеди и да ми каже, кој што нема никаква физичка активност, зборувам и некој само пешачење нека е. Да ме убеди дека тој човек се чувствува добро во своја кожа и дека има добар сон и дека има фокус и дека умот му работи како што треба и дека духовно се чувствува добро. Не. На такво нешто не би. Тоа може само лажење на себе си да биде. Или не тргнуваме од тоа дека физичката активност пред се ја правиме заради тој баланс со духовното. Со тој мир и веројатно благосостојба која потоа ја чувствуваме, затоа што правам нешто добро за моето тело, не дека моите очекувања се ќе ги направам мускулите на Даниел, дека веројатно за тоа треба и исто сериозен процес и посветеност. Ова се само тренинзи не. Не, вака сега пред све нашето тело е создадено да се движи биомеханички. Не е создадено да седи. Луѓето што се физички неактивни велиме дека има дефицит на физичка активност. Тој дефицит на физичка активност понатаму во текот на животот и во нашата старост има многу несакани ефекти и последици. Од автоимуни заболувања до кардиоваскуларни заболувања до предиспозиција за Алцхаймер доколку имаме дефицит на мускулна маса и ред други низи на заболувања кои што нема ни потреба да ги спомнуваме затоа што би рекол дека се многу негативни, несакани последици, доколку сакаме да бидеме во нашата старост витални, подвижни, здрави и со насмевка на лице и да се радуваме на младите околу нас и на луѓето околу нас, затоа што здравјето е нели најбитно од све, сите знаеме, треба да имаме некаков баланс, не да се форсираме да бидеме сите атлети и спортисти, не мора никој да изгледа како мене затоа што јас сум атлета, но морате да изгледате пристојно, да се грижите за себе, за својот сон, хигиената на сонот, хигиената на физичкиот изглед, хигиената на емоционалното здравје, на социјалното здравје. Нели, пак ќе дојдеме оној холистички пристап, цело еко го има све, доколку сакаме веќе да бидеме витални во нашата старост, а не да бидеме дел од една несакана... Како кажување, нели, од животот, затоа што годините се тие кои не стигнале, па оправдувањето дека со годините доаѓаат и сите овие можеби заболувања и слично, да ни биде полесно да се оправдаме. Кои се тие мали чекори кои треба да ги правиме, а големи се за човештвото? Кога грижата за... Малите чекори, ја велам, никој пат не почнуваме од нула, започнуваме од -30. Дојди, појави се на тренинг, ќе направиме една анализа, ние сме доволно стручни да направиме едно мерење, тестирање, да ја видиме моменталната состојба, понатаму од моменталната состојба ние нема да ве фрлиме во огин, туку постепено ќе направиме програма. Зборот програма е редовно програмирање на моменталната состојба, подобрување. Не идеме да кренеме денеска 100 кила, денеска ќе почнеме со 1 килограм, се додека тоа стане пријатно за нашето тело. Најчесто имаше една ера на квоти, односно цитати каде што ќе кажеше no pain, no gain, нема болка, нема напредок. Не мора све да проаѓа низ болка. Можеме тоа да бидеме, јас сум сведок лично каде што сум имал клиенти, рекреативци, започнале за 2 години кога ќе се свртиме, ниту се форсирале на тренинг, ниту пазеле премногу исхрана, но кога ќе се свртиме позади себе после 2 години, а 2 години проаѓаат многу лесно, резултатите се безпрекорни.
кога ќе направиме една анкета како се чувствувал пред 2 години таа Единка и сега, никогаш не би се вратил повторно на. Радост е кога ќе стигнат резултатите веројатно уште поубава и поголема, затоа што не сме имале преголеми очекувања, па ниту сме се премногу притискале самите себе и не сме биле под некаков притисок во тој процес на градење на едно убаво здраво тело и веројатно вистина многу побаво е чувството за таа ментална физичка нега на нашето тело и резултатите кои потоа доаѓаат. Спомена за дисциплината ме интересира, што кога човек треба да е вистина посветен и постојан, треба да биде пример за луѓето кои доаѓаат во конкретно твоето студио, да те гледаат секој ден таму, постојано со континуиран тренинг и така натаму. Некогаш е тоа терет ти значило некогаш, односно ти требало ли некогаш да кажеш ми треба и мене одишка, не ми треба јас секогаш да бидам најдобриот пример во топ форма. Дали си секогаш во топ форма? Вака, дисциплината и флексибилноста се многу блиски една до друга, ја би рекол се бртучеви. Треба да знаеме кога треба да бидеме дисциплинирани, кога да имаме флексибилност. Кога јас ќе ти кажам програма за да достигнеш твојата цел, не значи дека ако нема во програмата пиво или вино, јас те терам да се откажеш од пиво и вино. Јас те терам одреден период да абстинираме. Тоа значи дека до тој период, доколку ни е битна целта, доколку ја прифатиме мојата методологија, многу побрзо ќе стасаме до целта. Доколку сме флексибилни, ја гушиме целта. Кога ја гушиме целта, 3 месеца си бил флексибилен, прошле 3 месеца што сме си ги ветили на себе, се вртиш позади тебе, резултатите ги нема, следи следната чекор, дупло поголема демотивација наместо мотивација. Доколку пројдеме низ тие 3 месеца искушение, каде што ние сме абстинирале од она што го сакаме, што ни е дел од нашиот социјален круг опкружување, доаѓа вториот дел, многу поголема мотивација, каде што понатаму можеш и да се почастиш и да си дозволиш да бидеш флексибилен. Онаа флексибилност се учи со текот на времето, не можеме да ја промовираме како таква за почетниците, на нив им треба малку повеќе дисциплина за да дојдат до некое ниво на изградување и учење, каде што понатаму балансот се учи и си го дозволуваме на себе баш онако да се чувствуваме. Не секој пат даваме 100% на нашите тренинзи, не секоја сезона ја завршувам во топ форма, некогаш сум само во форма и се задоволувам со таа форма што ја достигнувам. Многу работи се битни и пак ќе напоменам, све зависи, не можеме да дадеме еден совет за сите, затоа што ако направиме на ретроспектива, Даниел пред 30 години беше едно дете пргаво кое трчаше, скокаше со енергија. Пред 20 години се сликаше пред огледало секој можен ден, сега немам потреба да се сликам секој ден. Све е искуство, растење, еден процес во текот на животот, сме започнале од некаде, сега веќе сме достигнале на некое друго ниво и така треба да продолжиме да чекориме со полна парја, со убава благосостојба, убав ритам и пред све здравје, да ги достигнем и следните животни периоди во нашиот живот. Веројатно, ако сватиме дека сето тоа е за наш добробит и за пред се нашето здравје, да не служи добро и долго, веројатно ќе ни се менува и концептот во главата дека не е ништо наметнато, ниту isforsirano, ниту задолжително, што го правиме тука, едноставно правиме нешто што и ни ја храни душата на крајот од денот. Ни се менува ли менталниот склоп кога грижата за себе и физичкото здравје во прашање? Веројатно вие можете тоа го гледате преку вашата работа, се менуваат генерации, доаѓаат различни профили на луѓе во вашите студија, како тоа вака го гледат? Јас тоа што сум учествувала во тие промени посебно кај жените е некоја поголема самодоверба, повеќе уживаат во своја кожа, некако се релаксирани. Значи тоа јас што сакам да сум сакала да го постигнам, тоа им го пробувам да им го пренесам на другите. И тоа е тоа што го постигнуваат. Во принцип се така се движат со поголема леснотија, постигнуваат некоја поголема хармонија. Меѓутоа еве ние сме многу тука различни во мислам не многу, меѓутоа во некој пристапот не е малку различен, и нормално е кај мене да ја бидејќи сум со јога малку пофлексибилно да биде се тоа, меѓутоа добро кажуваш за да стигнам јас до овој пристап на флексибилност и така да ми е се опуштено лабаво, сум поминала низ така е.
години каде што Не можеш. сум била многу поригорозна. Значи, едноставно е важно, многу е важно да се седнеш реално со самиот себе и да си ги поставиш следниве прашања. Која ти е целта? Што сакаш да постигнеш? Точно, да бидеш на чисто со себе. Што сакаш да постигнеш? Која ти е целта? И зашто го правиш тоа што ќе го правиш? За секој период од животот, како се чувствуваш или што ти е потребно, има различни типови на јога. Значи, тоа лежење и кјутење не е во секој тип на јога. Значи, пример, порано кога јас мразев тоа, не знам, техники на дишење па медитации, сум бегала таму каде што си одев на обука. Ја моментот кога ќе дојдеше медитација и дишење, бегав од часови, буквално што се вика, бегав од час. Си наоѓав 300 изговори, кога требаше се стои на раце на глава, тоа се, и кога требаше веќе се спуштим, ама тоа било нешто, некој немир во мене. И така и ги држав часовите. После овие последни 5 години пак, напротив, тоа ми годи. Убаво ми е сега така да седам, значи ќе се извежбам, ќе ги направам сите работи и на крај убава ми е таа тишина, убава ми е тоа успорување. Твоето искуство? Моето искуство, Или различни профили минуваат? да, Разлика веројатно се прави меѓу мажите и жените, тоа секако, кој побрзо, пак е можеби индивидуалниот пристап и посветеноста или оди во прилог на сето тоа, кој побрзо ќе има резултати повидливи и доаѓаат ли често со прашања, лесно ти е тебе со овие мускули, со ова тело? да, на тренерот му е Најлесно. најлесно секогаш и нели ја векам кога некој е мастер во нешто, кога на пример ќе земе карате што вежбал карате 20 години, кога ќе удри тоа изгледа премногу лесно, лагано лела кога ќе ја направи позицијата, некоја да. штанга, тоа изгледа лесно, ама јас кога ќе пробам круцу, мене тоа ми е тешко, страшно. На почеток, можеби знае, ако ние се поставиме премногу нели професионално и тоа изгледа така лесно кога ги изведуваме движењата, без разлика дали е тоа во фитнес, јога или во било кој спорт, може да направи одбивност кај почетниците кои што се на минус 30, јас стално велам. Процесот, ние како стручни лица, затоа сме тука да направиме, да предвидиме кај кого со каква методологија ќе пристапиме. Не значи дека ќе можеме кај секој со иста методологија да пристапиме. И мене ми се искрено најголем предизвик и сакам да работам со луѓе што кога ќе дојдат, бараат помош, а првото нешто што го прават е се со свиткани раце, затворени за приемништво и за да соработуваат со нас. Така да повеќе со нив на почетокот се прави муабет, се разговара, да дојдеме до момент да го достигнат оној аха момент каде што ќе станат свесни дека тука дошле за тоа што сами сакаат да дојдат, затоа што им е потребна промена, а ние сме дека само нивната поддршка и оној прст што покажува кон месечината за да им го покаже патот да им го светли понатаму во живот. Што на вашиот пат, еве конкретно и кај тебе, кога чувствуваш дека ти е можеби не е тоа претерување, но еве да си го исфорсирал до одреден степен своето тело и ти треба како изгледа еден твој ден кога нели во топ форма се одржуваш и си постојан континуиран со тренинзите и слично, а како кога ќе решиш дека има нешто што твоето тело ти кажува дека треба малку да подзастанеш и да одмориш? Балансот е многу битна работа. Балансот не е сооднос 1:1, 3 дена ќе јадам здраво, 3 дена нема да јадам здраво, понекогаш е 5:1, понекогаш е 1:5. Нашето тело секогаш, буквално секогаш ни кажува кога е исфорсирано или префорсирано. Од многу одамна немам дојдено до период да му дозволам на моето тело да се префорсира и исфорсира. Велам со текот на годините сме ја научиле таа лекција на еден или на друг начин. Некој го учи тоа од сопствени грешки, некој го учи како правилен избор од совети на поискусните околу нас. Сепак доаѓаме до момент каде што многумина се среќаваат во нашето општество со претренираност. Најчесто бегаме, компензираме со духовна болка, па ќе отидеме на тренинг, ќе направиме физичка болка, па се чувствувам убаво додека сме во тој момент, мозокот мисли на физичката болка, не на духовната, па другиот ден кога ќе се разбудам, пак е духовната болка, присутна брзо на тренинг. Цело кога има све, доколку работиш физички поради тоа што се наоѓаш во некоја лоша ментална состојба, посети психолог,
па да видиме тогаш резултатите. Кога ќе идеш на психолог, психологот ќе ти... Сите психолози во денешно време препорачуваат редовна физичка активност, но не сите тренери препорачуваат нашите клиенти да идат да посетуваат психолози. Туку им викаме, дојдете кај нас, имаме поише клиенти, вежбајте си тука, чувствувате се удобно, ние ќе се занимаваме, све ќе помине 10 сата на планина, супер, денес одлично, другиот ден пак си во истиот циклус. Затоа треба да работиме на себе, затоа треба холистички да соработуваме со нашите колеги, со психолози, со било која тематика, со доктори, со сите страни, за да имаме понатаму поквалитетни единки, луѓето околу нас да се среќаваат што помалку со здравствени проблеми, на тој начин ќе имаме поквалитетна заедница. Да се постојано биде квалитетен за своите клиенти, нели, за луѓето кои доаѓаат во вашите студија, терете понекогаш, нели, ти очекување дека јас секогаш треба Лела, секогаш треба Даниел да го видам во и совршена форма и во совршено расположение, и ако Лела 2 дена или 3 дена не доаѓа, значи можам и јас. Со текот на времето велам вака, и ние учиме, ние сме доволно искусни да доколку мене не ми е убав денот, јас ке се затворам, ке измедитирам 15 минути, па нема да покажам колку ми е мене позадината во тој момент тешка, мрачна или се соочувам со било какви проблеми во животот, сепак застанувам и продолжуваме понатаму во животот. Тие 15 минути понекогаш се многу клучни да не вратат нас во една благосостојба, во еден ритам за понатаму и ние да не ги демотивираме и разочаруваме луѓето околу себе. Затоа што пак сме социјални битија и секое разочарување на луѓето околу нас влијае негативно и на самите нас, затоа не сакаме и ние да рефлектираме негативно. Нашата работа е малце поспецифична, ние сме соочени како тренери од другата страна на катедрата, секојдневно се среќаваме со клиенти што доаѓаат и бараат енергија од нас, не доаѓаат да ни дадат енергија. Тоа нас не исцрпува како тренери, затоа ќе кажам, тие 15 минути кои ќе си ги дозволиме за себе, ќе си покјутиме и ќе гледаме во една точка, тоа нас не враќа во некоја благосостојба, во некој ритам и понатаму продолжуваме. Мене разговор со себе во огледало, ќутење немаме смири никогаш. Сите сме различни, точно е, и сите имаме различни потреби поради тоа што се наоѓаме во различен период и стадиум во животот. Лела? Јас вака сега во текот на овие години сум правила и паузи, значи мене кога ми било потребно, кога ми било премногу, веќе со групи сум правила пауза и сега сум се наоѓам пример во таква пауза, затоа што сметам дека не сум веќе корисна, дека треба да се свртам апсолутно на себе, меѓутоа тоа да можеш да си го приуштиш сега, нели зависно. Инаку одењето, одржувањето тренинзи е исто како било која работа. Значи, секој мора да се појави некаде, така, и во моментов едноставно само си правиш свич и си присутен во тој момент, таму и ги оставаш за саат, два, колку е потребно другите грижи, на пауза, затоа што ништо нема да смениш во тие неколку часа на работа или како и да си се враќаш нормално на својата реалност. На својата реалност, меѓутоа да, тој свич, ама верувам дека тоа е во секоја професија, и во твојата професија, и во секоја професија. Меѓутоа поготоа кога си изложен. Свичот е камера кога ќе се уклучи камерата. Па точно, да, значи тоа е. Тоа е искуството. Сепак на почетокот на секоја работна кариера најчесто велат кога хобито ќе ти стане работа, нема да работиш ниту еден ден. Тотално погрешно. Со текот на времето ти го губиш твоето хоби станува работа и еден период во животот ќе се презаситиш од твојата работа и ти доаѓа буквално преку глава, доаѓаш со сила, затоа периодично ние знаеме да не ја дадеме нашиот максимум што го очекуваат луѓето околу нас, зашто со цел да го зачуваме и нашето ментално и физичко здравје. Не е само да се форсираме физички и да бидеме присутни, кога ако направиме ментален крах ќе достигнеме буквално многу несакани здравствени последици. Ментално претпоставувам да, медитацијата, особено кога јогата е во прашање, и ја спомена пред малку дека е една од алатките која си ја користите за да се нахраните духовно, претпоставувам па и некоја книга или шетање во природа, ќе си кажете и сами, но што е за физичкото, односно физички за да бидете подготвени или да речам да внесете она што сметате се дека на својот храм му го давате, што ја како се храните. Една компарација помеѓу уметник кој што седи сам
и црта слика, него му е потребно повеќе физичка активност, повеќе социјализација со луѓе, а ние кои работиме како тренери по другата страна, кои што буквално секојдневно се социјализираме со стотици луѓе, доволно е добар ден да кажеме и да се насмевнеме, 2 интерактивни прашања, тоа се 300 прашања во текот на денот. Ние сакаме повеќе да одмараме, да немаме физичка активност кога одмараме и да си кјутиме буквално она што го напоменав, да гледаме во една точка, затоа што веќе нашите капацитети во текот на денот се исцрпени. А храната кога е во прашање? Храната кога е во прашање све зависи во кој период од годината, во кој тренажен процес се наоѓаме во моментот. Јас сум исто така флексибилен со себе, периоди во годината, периоди сум посветен на себе со дисциплина за градење. Мораме да имаме некоја флуентност, не можеме константно цел живот да бидеме на стекиори. Сега да и Цел сарма, живот да значи, да бидеме чуеме и само тоа. на Така е, дефинитивно Да. не можеш цело време да бидеш на лубеница во нашата природа, Да. нема 365 дена во годината Вистина. лубеница. Лейла? Како се грижам? Еве храната, бидејќи обично жените нас тоа прво не интересира. И сега кога ќе те видам или кога нели ќе видам некого, првото логично ни доаѓа во нашата природа е тоа, не прашам, а како се храниш? Вака конкретно ќе Како? кажам, не знам. Мене, бидејќи не ми се јаде благо, не јадам благо, тоа е многу ретко, освен во PMS, тие периоди. Ово е исто така многу ретко. Значи, не сакам ова да се земеш сега за пример, Секој својот, вака да, треба. да. Не, значи, мене што ми одговара. Јадам само кога ми се јаде. Тоа е за овие години, сега зборувам, за овие 2-3 години, кога ми се смени нешто во телото и истражував што мене фактички ми одговара. Затоа го држам тој полудневен пост, затоа што кај мене функционира, ја имам повеќе енергија. Кога сум гладна, вежбам и имам тогаш повеќе енергија, се чувствувам полесно, а не потешко. Избалансирана исхрана, дефинитивно, не знам, немам навика да јадам ни леп, ни паста, тоа често него понекогаш. Зеленчук обожавам во секаква форма. Веројатно си го слушаш своето тело, што ти вели? И месо исто тоа, не сум веган или вегетаријанец, исто така. Меѓутоа многу често викаме, мајка ми кога ќе замеси нешто, ќе направи пита или појма немам, што нели генерално е тоа, и викам ова е грефта, не се јаде. Да, Сепак сме растени со таа традиционална кујна. Ова е Имаме, греф, ама греф вистина, да е за кога трудот. споменавте, ние сме растени. И мене, например, асоциација за нели таа љубов е преку храната која ни е изразувале. И мене, например, сега ми се најубави моменти мирисите кои ќе ми се вратат во сеќавање на моите родители во нивниот дом. И ми е убаво кога ќе ги слушнам и моите деца кога ќе речат мириса како кај нанче. Значи сето тоа оди кај нас генерално, така сме еве и вие посведочивте, врзани со мирисот и храната, така да вистина не имаме еден поинаков однос и култ кон храната и хранењето. Само веројатно ни требаат вистинските информации за да дојдеме до оние вистински резултати. Баланс со своето тело, но сепак на крајот на денот и задоволни за тоа, нели, како си се грижиме самите за себе. Мора да се препознаато, ние имаме моменти кога едноставно ни се јаде затоа што ни се јаде, не затоа што сме гладни, него еве имам овие денови на пример се такви, едноставно сакам нешто да грицкам, со време мислам дека сум гладна, ама не сум гладна. И во таков момент тука малце муабе треба да се направиш че ги Сам се со себе, гладници, вистина. или не. И тогаш можеби да се напиеш нешто, не знам, чај или кафе можеби, или кисела вода, мене ми одговара исто така минерална вода. Него да земеш прво, затоа што ќе речеш малце само ќе земам, не знам, ние жените сме, малце една, две, три коцки, ништо не е. Океј, во моментов те задоволува, после пола саат повторно ти се грицка нешто и тука нема крај и после тоа се чувствуваш нели она вечерта или сабајлето кога ќе Грижа и на совести не требаше. Не ми и требаше, не не ми чувствуваш бараше. добро затоа што реално не си гладен. Значи тоа е најважно да си го повторно тоа е отслушање на телото, дали си стварно гладен или нешто друго те фали, затоа што гладта и преодувањето е многу поврзано со емотивниот и менталната дисбаланс емотивен, состојба. Да, тој глад е друг некој глад. И да, затоа треба да се оди на психолог или треба да се оди со некој не знам што се занимава со тие некои спиритуални исцелувања, затоа што лежи некој друг проблем. Го спомена пред малку своето тело и промената која си ја почувствувала. И велат дека и во таа фаза, предпоставам, сум и јас, мислам не предпоставам, сигурна сум поприлично, тој
период на перименопауза, Да. го препознаваме со одредени знаци, но никој не ни подготвува. Ги немаме ниту информациите доволни, ниту околу храната, бидејќи гледаме дека телото претрпува некоја промена, не сме истите. Мојата достигашна физичка активност и храната која сум ја внесувала не ги дава истите резултати, туку нешто друго се случува. Све зависно во кој стадиум се наоѓаме во животот, како перименопауза, сепак, ајде, Тоа е малце... предизвик, верувам, за вас тренерите. Да, дефинитивно, затоа правиме, иако сме социјални битја, ние имаме индивидуален пристап спрема сите наши клиенти и правиме една мала анкета да видиме кој каде е, до каде е во животот, каде се наоѓа во моментот и кои се неговите цели, за да можеме да направиме правилно дозирање на физичката активност и на метаболичките процеси, односно внесот на исхрана, да го коригираме да биде правилен. Еден совет не значи дека е за сите. Доколку кажеме перименопауза, буквално секој различно се чувствува во периодот на перименопауза и се наоѓа во различен стадиум, различен хормонски баланс. Хормонскиот баланс, доколку ако ја се сретнеме со некој хормонски дисбаланс, а дадеме некоја екстремна диета на другата страна за да се достигне целата, е буквално исто како удирање со глава во зид. Нема да ги достигнеме посакуваните резултати, затоа што нашето тело се наоѓа во тој дисбаланс поради некоја причина. Треба да го најдеме причинителот, нели, постепено адаптација, 3-4 месеци да го стабилизираме хормонскиот статус преку нашите методологии на физичка активност, па понатаму можеме да продолжиме со слабење или регулирање, односно корекција на мастите во организамот. Зошто? Затоа што сепак мастите се и битни, особено кај жената, затоа жената е поразлична по структура од мажите и има многу поголем процент на масти, баш поради тоа што они треба во текот на животот да бидат мајки, односно да носат плюс уште еден плод во себе, а тој плод е заштитен како бубрек во лој, буквално народно кажано, за да имаме, нели, складирано повеќе храна, а мастите се храна. Самото ниво на естероген во оној период каде што од кога матката ќе се оплоди, почнува да складира многу повеќе масти во стомачната регија или регијата на препонскиот дел. Зошто тоа е биологијата не створила таква на тој начин и треба да бидеме свесни за тој процес во животот, да се прифатиме како такви, за да имаме поголемо, поквалитетно ментално здравје. Доколку се компарираш со твоето јас пред 20 години и денеска, ќе добиеш погрешна визија, погрешна слика и незадоволствата ќе продолжат понатаму до разочарување. Јас сватив дека нешто се случува, некаква промена кај мене кога почна да ми се дуе стомакот, затоа што цел живот во принцип горе сум слава, никаков проблем и надолу е проблемот. Ако имам вишок килограми, никогаш нагоре. Пред 2-3 години почна тоа дуење на стомак, дури до лекари, до се што прогнозата беше нервозен желудник. Фактички немам никаква болест. Тука морам да напоменам дека и во разговор со друга јога учителка и тоа што читам, гледам, многу е важно со луѓето најблискиот човек или што и да е во моментов кој сме, затоа што и емотивниот стрес доведува до тие хормонални некои, мислам, како да повеќе го провоцира тоа да се случува и тогаш стомакот реагира. Исто во овие неколку години сменив тотално пристапот кон вежбање. Ако порано ми одговарало да вежбам тератана, онака да дигам такви некои, не знам, хит, тренинзи со висок интервал, тоа не ми одговара. Значи, напротив, ме истоштува и телово ми е како неубаво го чувствувам, како потечено ми е. Сега, многу често пешачам, пола саат, многу често и тоа ми е во моментов идеално време е сега за тоа. Тоа ме релаксира и плюс ме прави онака да немам тие отоци, затоа што многу отекуваме. Значи, тоа сите жени го зборуваат, тоа веќе не можам со секоја што седнувам, да. Со секоја жена што седнувам, тоа е муабетот. А задршка се приметува на течности повеќе? Задршка на течности, да. Тука треба да приметиш која исхрана, која храна ти смета. И ти го предизвикува тоа. Меѓутоа, главно на крај исто до тој заклучок дојдовме со пријателките со кои збориме, не можеш да очекуваш
барем мојот став е тој, не можеш да очекуваш да си 40 или 50 кила како што си била на 20 некоја година и особено ако си родила и на 40 години да ја имаш истата килаш. Мислам дека тоа многу нереално, многу тешко и не знам колку е оддржливо да се постигне. Јас сум си помирена со тие 5-6 кила што ги имам повеќе од тоа кога сум имала 20 години и тоа е тоа, меѓутоа работам да не е тоа, Одржливо, да. Окей, ништо нема да правам, што џабе правам. Не, не. Полошо ќе, значи ќе стигнеш само до полошо. Тоа успорување на метаболизмот не значи дека треба да се предадам сега. Не, да, треба да работиш повеќе на себе, почесто и поизбалансирано. Ке имаме една убава пракса во емисиите, во секоја епизода, да ги прашуваме нашите гости вечера, вие ќе бидете тие кои ќе го отворат ова. Ако се свртите на нас, ти погледнете кон малите вас, малиот Даниел, малата Лейла, што имате да кажете од оваа денешна перспектива? Од аспект на физичкото здравје не би си кажал ништо, би се поздравил сето она што сум го правел позади мене. Зошто? Затоа што сум спортист од мојата 7 година, постепено продолжив со едукација од средно физкултурно, факултет за физичка култура, магистер, докторант, така да процесот на менталното зрење и физичкото ми е доста квалитетно позади себе и не би си критикувал ништо, сум ги правил секогаш правите избори, секоја грешка што се случила со некаква причина, сме научиле. Битно е кога ќе се случат грешките, да учиме од грешките, а не да ги повторуваме. Ако ги повторуваме, тогаш се циклични одлуки кои што не водат напротив на она што не го сакаме. Така да еве лично сам на себе ќе се поздравам она што сум го направил, нема да си дадам. Ќе си се прегрнам. Да, буквално ќе си дадам еден пољубац, ќе се потапкам по рамо, браво, продолжи така, на прав пат си, супер си. Затоа и се чувствуваме супер удобно во наша кожа, во можеби таа една подоснешна доба на зрелост, каде што искрено не би дал, но сепак за себе не би дал совет, но би дал совет за другите. Оние кои што се помалце активни и не слушаат и не следат во моментов, да се охрабрат да почнат да бидат физички активни. Ништо не е лесно и едноставно. Ние стануваме појаки во текот на животот, со самото совладување на сите предизвици што сме ги дале сами на себе како нормативи. Лела? Сега еве пак се надоврзам на тоа колку е важно од детство да го засакаш било кој спорт. Јас како дете прво такви биле условията, сум порастала на улица со разни игри, со се што само не бев дома, пешачење до школа, нели тоа беше побезбедно или точак или што и да, така сум ги поминала годините. Меѓутоа клучниот момент е што кога дошле реалните проблеми, реалните промени во животот, нели, губитоци, секакви промени се случуваат, што тогаш, и затоа јас ки се потешам, браво Лейла, и знам дека е тој излезот од лошата состојба од која се наоѓаш многу едноставно. Земи, вежбај нешто што ти е убаво како за почеток, ако ја немаш таа дисциплина да правиш нешто потешко. Значи, земи, прави тоа, дали е тоа точак, дали е тоа пешачење, дали е тоа одиш на водно, дали е тоа пливање, што и да, прави го. Тоа што те прави среќна. И постепено тоа ќе се направи веќе во навика, веќе во ритуал. Нема да стануваш со прашањето денес дали да вежбам или да не вежбам, него едноставно ќе ти стане навиката. Тоа е клучно, да се створи навика и тоа би го препорачала еве на сите. Почнете од малце, почнете еднаш неделно, 2 пати неделно, 15 минути, 20, 30, постепено тоа ќе се стане навика и големата инвестиција што можете да си ја направите во било кој даден момент, без разлика колку години имате, тоа не е важно, никогаш не е доцна. Почнете да се грижите за своето тело, својот дух, својата емотивна состојба, затоа што тоа на крај на годините кои што идат ќе ви се исплати најмногу. Драги мои, ви благодарам за ова отварање на втората сезона од Женски ритам. Ако треба да судиме по првата епизода, верувам дека ќе биде ова и уште една исклучителна сезона. Вистина имаше
одлични, инспиративни нели моменти кои ги споделивте и преку вашата пракса со оно што го работите, дел од вашите животни искуства и верувам дека ќе им послужат на сите оние кои ќе го гледаат подкастот, како за окружување би рекле нели дека нашето тело вистина од сето она што вечерва го слушнавме е храм, колку вложуваме толку ќе ни се врати, балансот е исклучително важен, бидете нежни кон себе и кон своето тело и ништо не може да биде подобро од вложувањето во себе и вашето здравје, бидејќи само така ќе бидете подобри личности и се разбира подобри за себе, но и подобри за околината околу вас. Со нетрпение ќе ве очекувам и во втората епизода, ќе ги очекуваме вашите реакции за тоа дека сме на вистинскиот пат со оваа прва епизода кога телото зборува. Јас слушам во подкастот Женски ритам заедно со Дејан. Ви благодарам за вниманието.